Повеќе од 20 години работи како преведувач за теми посветени на Европската Унија. Што значи да се биде македонски преведувач на едни од најважните историски политички настани во Брисел и каква е улогата на македонскиот јазик кога станува збор за европските институции? Вечерва во Трилинг зборувам со господинот Владимир Огњановски. Добро вечер и добре дојдовте во Трилинг. Добро вечер, добро ве најдов. Огњановски, македонски преведувач во Брисел. Многу често Брисел се толкува како главен штаб на Европската Унија, на НАТО и на европските институции. Како од професија економист завршивте во преведувачката приказна? Како и повеќето работи што се случуваат во животот случајно. Едноставно, јас магистрирав во Америка, добро го знаев јазикот и во 90-тите, крајот на 90-тите години, кога и немаше толку луѓе што се занимаваа со оваа професија, ме повикаа да преведувам кога доаѓаа некои консултанти и така полека влегов во тие води и се најдов себе си во професијата. Дури имам обичај да кажам дека некој да ме прашал што би сакал да работиш во животот, не би ни можел да помислам дека постои ова, ама навистина ми легна. Кои квалификации треба да ги поседуваат луѓето кои што се занимаваат со овој занает, може така да се нарече? Па може да се каже и дека е занает, но е професија и сакам да направам тука една дистинкција помеѓу професиите на преведувач и толкувач. Значи преведувач е некој кој што работи со превод на писмени документи, нашата професија на англиски се вика interpreter, односно conference interpreter, кај нас се вели толкувач. Значи ние преведуваме говор, а други преведуваат текст. Пред се мора да има одлично познавање на двата на јазиците на кои што преведува. Особено мора да има добро познавање пред се на мајчиниот јазик, бидејќи во принципите на преведување во Европската Унија се дека секој преведува на својот мајчин јазик. Многу малку, особено малите јазици го работат тоа, мора да преведуваат и кон друг јазик. Затоа велам, преведувачот пред се мора добро да го владее мајчиниот јазик и да има извонредно познавање на јазиците од кој што преведува кон својот мајчин јазик. Доколку преведува и кон така наречен Б јазик странски, мора да има извонредно владење, но не е само тоа. Мора да има извонредно познавање и на моменталните политички случувања, да има широки познавања од економија, од политика, од филозофија. Мора да има извонредна општа култура. Имаме ли ние обуки за преведувачи во земјава? Обуки за преведувачи нема, постои факултет за превод и толкување и постојат постдипломски студии на ниво на магистерски студии кои ги финансира Европската комисија за обука на толкувачи. Се раѓа ли желба кај младиве кадри за овој тип на професија? Досега некој од вас побарал ли совет можеби за начинот на работа? Не побарал совет. Дали има желба, знам дека има многу нови толкувачи кои што работат во моментов на пазарот, особено во Македонија, бидејќи навистина е тешко да се пробиеш да работиш на странскиот пазар. Дали има доволно, дали има во моментов, не знам, но можам да кажам дека се чувствува сериозно зголемување на бројот на толкувачи, да речеме, ако направиме споредба од почетокот на 2000-тите години и сега, да, има зголемување на, што не мора да значи дека има и зголемување на квалитетот. Зголемен е обидот. Знаете, кај нас постои понекогаш и некое сваќање дека детето знае англиски, супер, може и да преведува. Пушти го да преведува. Да, па не е баш така. Пред речиси 3 години, прва ЕУ пресконференција за Западен Балкан со превод на македонски, споделивте тогаш една јасна фотографија. Не е со превод на македонски, морам да ве прекинам тука. Преводи на македонски јазик во Европската комисија се преведува уште од 99-та година, од 2002-2005. Но тогаш, настанот за кој што вие зборувате, тогаш се покрена, претпоставувам дека зборувате во 2008 кога почна скринингот. Се покрена прашањето дали постои, дали се преведува на македонски јазик и какви биле ознаките на кабините. И тоа беше сензација во голем број од нашите медиуми. Каква е улогата на македонскиот јазик во европските институции? Во европските институции секој јазик си има еднаква улога, но
Европската унија се стреми кон така наречен мултилингвализам и постојано тоа го потенцира. Што значи тој мултилингвализам? Секој говорник кој што учествува на некој настан на Европската комисија или во Европската унија да може да се изразува на својот мајчин јазик. Зошто е тоа така? Затоа што да не биде тенденција институциите кои што учествуваат на тие средби со станоци да ги испраќаат оние кои што најдобро знаат англиски јазик, туку или некој друг јазик, туку да ги испраќаат најдобрите експерти од темата. А потоа, тука сме ние професионалците, да го преведеме тоа на јазикот на кој што ќе не разберат. И секогаш кога зборуваш на мајчин јазик, фактички ние не преведуваме само за слушателите, него што директно не слушаат, туку преведуваме за уште 27-те кабини или колку има јазици кои што од нас потоа го преземаат тоа што ние ќе го преведеме од македонски на англиски и го преведуваат на другите официјални јазици на Европската комисија. Фактички тоа за мене можам да кажам дека беше, како да кажем, еден пресврт во професијата кога почнав, кога ги полагав тие тестови за акредитација. Пред тоа имавме впечаток дека ние преведуваме за тие што не слушаат, но сосема е различно кога ти преведуваш за тој што тебе те слуша, а сосема различно кога треба на ум да имаш дека твојот превод треба да го преземат уште десетина, дури 25 кабини кога се сите јазици и тоа да го преведат на својот мајчин јазик. Следствено на претходното прашање, според анализите направени во 3 министерства во 2018 година, повеќе од половина вработени никогаш немале искуство да пишуваат или да читаат акти на друг јазик, освен на македонски, вака покажува анализа на една невладина организација. Каква е ситуацијата денес, односно, ајде ќе го земам за пример собранието. Какви луѓе работат во собранието, односно дали сте квалификувани луѓето кои што работат како преведувачи во моментов? Не можам да зборувам повторно за тоа што е превод, бидејќи немам пристап до тие документи и не можам да ги коментирам, но можам да кажам нешто, иако и за тоа не сум компетентен, но сепак можам да спомнам за работата на толкувачите. Во Македонското собрание се преведува претежно од албански на македонски јазик. И тие што преведуваат претежно се албанци, не се македонци и понекогаш не сите, велам има исклучоци, имаат малку проблеми со изразување на мајчин јазик, затоа што преведуваат кон својот, условно кажано, Б јазик. Кога би тоа биле македонци, кои што е македонскиот би бил мајчин јазик, а би имале добро разбирање на албанскиот јазик, тогаш толкувањето би било многу по-добро за македонскиот слушател. Но тука морам да се осврнам на една друга работа. Морам да им одадам признание на тие колеги кои што работат во Македонското собрание, затоа што работат под извонредно тешки услови. Прво, работат за минимални плати, второ, условите, да ги тргнеме платите на страна, но условите под кои што работат, долготрајни сесии, само двајца толкувачи да работат 10 часа без паузи, да работат до ниедно време, до ноќни часови, јас не би им позавидел на тие работи, затоа што, знаете, например, правилата за услови за работа во Европската унија дека работат секогаш по тројца преведувачи, тројца толкувачи во кабина и се менуваме на по максимум половина час. Состаноците не смеат да бидат подолги од 4 часа и меѓу нив мора да има саат и пол пауза. Работниот ден не смее да биде подолг од 10 сати вкупно зборувајќи, имајќи ги предвид паузите. Замислете ги тие колеги кои што седат во кабина и кои што дури ни кабините не се изработени согласно ИСО стандардите, да поминат цел ден, бидејќи тоа е нивната канцеларија. Знаете, кога јас одам на работа, мојата канцеларија денеска е кабината кај што работам. Да поминуваат по толку часови. Само двајца да работат, јас можам само да им симнам капа и за тој квалитет што го даваат. Министерката за надворешни работи на Германија, Аналена Бербок, престојуваше минатата недела во Скопје. Фокусот на разговорите беше пристапувањето кон Европската унија, се сретна со државниот врв. Особено потребата за уставни измени како неопходен чекор кон унијата. Каков е вашиот став по ова прашање? Ваша преведувачка страна. Не би сакал да го коментирам политичкиот аспект од ова, но и не сакам воопшто да спомнувам за референдумот и за сите тие работи, но можам да кажам една работа, дека доколку нема некаков исчекор на било кој начин,
процесот на преговори ќе запре во оној момент кога ќе заврши скринингот. Фактички ние нема да преминеме во втората фаза на преговорите, кога започнуваат преговорите. Сега е фазата на скрининг, прво беше објаснителен, сега е билатералниот скрининг. Секако за мојата професија патот на Македонија кон Европската унија е од голема полза за целата професија, бидејќи се повеќе и повеќе луѓе ќе има потреба да работат во европските институции, квалитетот на работата ќе се подигне. Колегите кои што досега не работеле на надворешен пазар, туку работеле само тука, ќе видат колку е различно, колку се подобри условите, не само финансиски, него условите за работа на тој пазар, и се надевам дека тоа на некој начин ќе придонесе да се подигне значењето, сваќањето на оваа професија и на домашниот пазар, така што и тие услови да се пренесат малку тука. Секако дека тоа ќе има едно позитивно влијание, и секако тоа не е само за преведувачката професија, него тоа ќе биде за целата, за сите граѓани на нашата држава. Господине Огњановски, ви благодарам за вечерашното гостување во Трилинка. И благодарам на поканата, се надевам дека ќе ги оправда вашите очекувања што ме поканивте.